стекана во срце. Отвори ми ги очиве, да те гледам најаве. Отвори ми ги ушите, да те чујам, Исусе. Добро утро, татко мој, чедо Божјо, син сум твој. Со тебе можам да направам се, со тебе можам да издржам се, со тебе можам да победам се. Победи ме, Исусе, со тебе можам да направам се, со тебе можам да... Богороден во тебе сум, татко мој небесен, татко мој небесен. Денеска е по православниот календар, они го рекуваат голем петок, ајде како ќе го кажеме ние, денот кога е распнат Господ Исус Христос. Иако точно за тој ден не може да се каже, бидејќи кога цар Константин го вовел христијанството, мир вам, татко зборува и денеска низ мене, нека секое слово ги допре сите оние кои се жедни за твојата љубов, да ги отворат срцата, да повикаат кон тебе, вистински да бидат христијани, не само обредно да прават некои дејства. Зборуваме за вистинско живење, и тие слават еден ден, петок, денеска не се работи, надвор врне дожд, во Мавровскава агора, се сеќаваат дека постои Господ, го одбележуваат денот, тоа е празник за нив, не одат на работа. А суштински не веруваат понатаму, бидејќи кога ќе прашате некој, ама чекај, кој ќе почине некој човек, нели Исус ја победи смртта? Па да, ја победи, ама секогаш има момент на сомнеш, недоволно прифатено. Прифатено нешто како да се каже, не си сигурен дали е вистински и во мислите негде си прифатил, а срцето ти е далеку. Ете тука е целата суштина. Дали срцето ти е далеко од Господ Исус Христос? Самиот суди си, самиот кажи си, не ги гледај другите што прават. Дали живееш во еден дух и едно тело со Исус? Исус вели, јас сум едно во Отецот и Отецот е во мене, така и вие треба. Тој вели, и вие треба да бидете во мене. Мирот Исусов нека се всели во вашите срца, допрете се до срцето. Господе Исусе Христе, дојди во моето срце, исчисти го моето срце, да не излегуваат од срцето човечко цел еден список таму: злоба, лоши мисли, завис, убиства, кражби, лакомство, блудство и така натаму, и така натаму. Ние зборуваме за чисто срце. Секој ден да живееш, да работиш за Исус Христос, да ја живееш неговата љубов. Те сакам, Господи Исусе Христе, пишано е, се е можно за оној кој верува. Веруваш ли во Господ Исус Христос? Па тогаш можеш да направиш се. Дали верувам? Па верувам во умот, воопшто. Во што верувам? Во што веруваш? Дали верувам во Господ Исус Христос? Дека е мојот Господ, Господар, Господар и Спасител? Дека ја победи смртта? Ја пролеја својата света крв, плати за нас, не откупи од канџите на сатаната. Вика, како може да не откупи? Па ти си собственост на сатаната. Собствен ум, нели? Изопачен човечки ум, си правиш тоа што сакаш, си живееш по својата волја. Ние зборуваме за негова волја, за таткова волја, за негово царство, за негова слава, за негова сила. Видете, од што ме спаси Исус? Ето е битно прашање, па од самиот тебе. Како ме спаси и спасува? Нели се распна себе си, се враќаме на истото, за да плати за нашите гревови. Кои се моите гревови? Па паднаци со сатаната на земјата. Број 1, број 2. Адам
и Ева прават греф, јадат од дрвото на познанието на доброто и злото, изгонеци од рајот, смртен си, и имаш малку време. Каин го убива Авела, и потоа се сите други луѓе. И што сега понатаму да се кажува? Ако не го разбираш ова, што е тоа вера? Се е можно за оној кој верува. Што е тоа вера? Вера е член на нашата заедница сотрудници, например. Од кисела јаболка, обработува земја, се моли и така натаму. Не, што е тоа вера? Нели по верата сме спасени? Без вера не е можно да му се угоди на Исуса. Без вера. Ако имаме вера колку синапово зрно, имам ли јас вера? Ќе ја фрлиме секоја планина, секое зло, се што се случува во името на Господ Исус Христос, надвор планино на зло што си се нафрлила врз Македонија, врз сите овие луѓе што го слушаат ова глаголење во духот. Ако имаме вера колку синапово зрно, ќе ја фрниме планината, секоја грижа, секоја болка, секој проблем на крстот Исусов, дали сум паднал ничкум пред крстот Христов. Не е тоа физичко движење, духовно е. Каде е тој крст? Ете, тоа се тие прашања. Тој вели во црквата, таму во зградата. Не, овде во срцето. Во срцето. На крстот Исусов дали сум паднал? Нели се вели со срцето да разберат, да се покајат, да ги исцелам. Дали со срцето се покаја? Да бидеш исцелен, сотруднику. Дали си исцелен во свет целив? Свет целив си го возлюбил Исус? Не е можно без вера. Не е можно Словото животодавно, пазете да му се угоди на Бога, а не е можно ни Словото животодавно Божио да изневерило. Тоа што е пишано се остварува. Тоа не се враќа празно Словото, не се враќа празно, надвор има невреме, поостро е од секаков меч, го разделува внатрешниот од надворешниот човек, духовниот од телесниот човек. Видете, тука е целата суштина. Бидејќи не се Израел, не се Исусови сите што се Исусови, сите што се од Израел, Римјаните 9:6, сите што велат дека се од Израел, ти славиш слава, празник, одиш таму, ама дали си вистински во еден дух со Господ Исус Христос? И сега гледаме еден таму свештеник, да ги предадеме срцата, вели, на Богородица, бидејќи таа пострадала за маченикот. Срцето да го дадеме на Богородица. Видете, мислам, во Дион има фреска од 2 век пред наша ера, светиот град на македонците. Богородица го држи Исус, тоа е пресликано. Кога цар Константин го внел христијанството, по соборот во Никеја, по сонот дека нако стави крст на битката, цар Константин роден во Наис, денешен Ниш нашија. И тогаш ги внеле сите адети македонски народни обреди од вапцање јајца од критско-микенската култура до сето она што го имаме, погребување, венчавки со круните, тоа е антички македонски адет, тоа е македонска народна култура и сега тој Богородица да го дадеме срцето. Срцето треба и Исус да се насели и Отецот. Тоа е богохулие, седи тој таму и ве носи во грев, во смрт. Дали му се врати на Таткото Небесен во неговата вечна љубов? Дали му се врати на Таткото Небесен во неговата вечна љубов? И затоа изборот не зависи од оној кој пожелува. Дали му се врати на Таткото Небесен? Синот блуден се враќа. Пазете, татко погрешив пред тебе и пред небото, затоа е дадена таа основна позиција. А потоа ти имаш друга позиција, пред Исус да клекнеш, да повикаш денеска. Сосем друг момент. Исусе, ќе претрчаш многу чекори, ако од срце повикаш. Вториот момент е како да примиш духја приказната за евнухот. Таму има 7 рогови и 7 очи, 7 пати треба да бидеш виден и ќе добиеш 7, како да кажеме, рогови на изобилието. Сила, моќ, власт и така натаму во Исус Христос. Но претходно, значи, дали му се врати на Таткото Небесен во неговата вечна љубов? Дали сакаш да се вратиш? Ти живееш во светот, човеку.
туку човек. И затоа изборот не зависи од оној кој пожелува што ќе бидеш, ниту од оној кој трча, љуби, не љуби, туку од милост од Бога кој покажува милост. Милост сакам, а не жртви. Римјаните 9:16. Кој нема милост и во судот ќе нема милост за него. Се затресувам на оваа реплика, зашто тогаш се уште давате курбани по храмовите, зашто тоа е адепт од античка Македонија. Исто така македонска народна култура. Сега почнуваат тие да се бунат, а од друга страна правите идолопоклонство кон Богородица. Дали се врати во собственост на Таткото Небесен? Тоа се основни прашања. Ама човеку, кој си ти што така се спориш со Бога? Кој си ти што така се спориш со Бога? Си тераш по старото, по твоето? Зарем она што е ракотворно ќе му рече на својот мајстор: зошто си ме направил ваков, Господе, ти си погрешил, сакам да бидам поинако. Ракотворение си ти. Пазете, тие сега менуваат изглед, ставаат усни, ставаат пластика. Пазете, или пак грнчарот зарем не е господар над својата глина, па од една иста смеса да направи еден сад за почесна, а друг за нечесна употреба. Римјаните 9:21. Секако ние сме таа глина, ние сме создадени од прав земна, дувнат е дух животен. Ова е реално, телото се враќа во земја, пропаѓа. Тоа е кафезот во кој твојата душа со духот што е вдахнат се враќа кај Таткото Небесен. Кој е грнчарот? Ти или Отецот? Кој те создал? Друг препев вели: за ракотворбата ќе му проговори на мајсторот: зошто си ме направил ваков, Господе? Зошто? Но кој си ти човеку што му приговараш на Бог? Зар грнчарот? Кој е грнчарот во овој случај? Ти си или Отецот Небесен? Нема право од иста смеса глина да направи еден сад за благородна, еден за неблагородна употреба. Римјаните 9:20-21. Кој може да се спротистави на она што го наумил Бог да го стори, Таткото наш? 9:19. Друг препев: кој може да се спротистави на неговата волја? Не можеш. Прашање е само на момент, кога ќе треба да поминеш ни страдања, да те усовршат, да повикаш кон него. Дали ја исполнуваш неговата или својата волја? Тоа се некои основни постулати, основни чекори и стапки. Дали си ти христијанин или не си, или само мислиш дека си христијанин? Дали се уште му се протиставуваш, си тераш по своето? Тоа е таа сатанска, падната, грешна, човечка, спротиставена природа на Господ. Сатана спротиставен на Севишниот Татко, паднат на земјата, звезда, деница, светлоносец, но денеска паднат на дното. Има малку време на земјата, време на милост да повикаш кон Исус, да се покаеш. Те сакам, Господи Исусе Христе. Во Осија се вели: ќе го наречам мој народ, оној кој не беше мој народ, и возлюбена онаа што не беше возлюбена. Римјаните 9:25. Друг препев вели: на оние што не биле мој народ ќе им речам мој народе. Видете, за израелците и за сите други, за македонците, дали сме дел од неговиот народ ние? Дали сум дел од неговиот народ? Што значи негов народ? Дали на вистина сум негов? Негова собственост, тој управува. Дали Исус и Отецот живеат во дух во моето срце, а тој вели, овој тука што е во еден манастир, срцето да и го дадеме на Богородица. Па тоа е сатанско богохулие. Марш бре од Македонија, Сатано, во името Исусово, не враќај се повеќе, срцето ни припаја, го создал Исус Христос. Дали му верувам на Господ Исус Христос? Се е можно за оној кој верува. Пазите го тој, во Господ Исус Христос, не во некој друг. Господ ќе го изврши во потполно словото на земјата. Римјаните 9:28. Зато тие го проучуваат и гледаат знаци, бараат одговори. Но треба да дојдеш пред Исус, како што ми напишал некој таму со едно грчко презиме, да сум го читал јас Даниел со сопругата, колку толку да разберам,
да разберам што ќе се случува понатаму и откровение да го читам. Јас не размислувам што ќе се случува понатаму. Комплетно ме води духот на Господ Исус Христос. Штом ти тоа го велиш, немаш дух, било која заедница да си ваков, таков или онаков, тоа се земни поделени цркви кои немаат дух. Не сте водени од духот, живеете по човечки обредни правила, по теории по 400 години стари. Каде ви е духот? Исус е на помош. Значи, дали му верувам на Господ Исус Христос? Словото на земјата, Словото е животворно. Не се враќа празно. Словото е Исус Христос. Името му беше Слово Божјо, се вели во Откровението. Во 10.3 се вели за Божјата и собствената праведност. Зашто не знаејќи за Божјата праведност и тежнење, ја довоспоставуваат својата собствена праведност, тие не и се подредија на Божјата праведност волја, бидејќи крајната цел на законот е Христос, а ти ми зборуваш за Богородица или за доктрини од некој што ги направил пред 400 години, за да биде праведен секој што во него верува, доверен, поверен, живее, диши, љуби во единство со Господ Исус Христос. На што му велиш дека ти знаеш? Што имаш ти, например, да подучуваш туги и сега да видиме, ајде по делата ќе ги познаеме, покажи ми ја верата своја без дела. А јас ќе ти ја покажам верата своја, Исусова во дела. И тие се тие дела што се на светло на свекник. Значи, крајна цел на законот е Христос, да биде праведен секој што во него верува. Римјаните 10.3.4 и пак сме тука. Без вера не е можно да му се угоди на Исуса. Друг препев вели, сакаат да се здобијат со собствена праведност, наместо да ја прифатат Божјата праведност, 10.3 Римјаните. Божјата волја, сила, водство. Не со човечки ум создадени телесни деноминации, поделени цркви, кои живеат без дух, без љубов и без Господ Исус Христос во срцето. Христос ја исполни делата на законот, така сите што веруваат во Христос се здобиваат со праведност пред Отецот, 10.4. Друг препев, бидејќи крајната цел на законот е Христос, за да бидат оправдани секој што во него верува, 10.4. Љубовта е истакнување на законот. Исполнување, пазете сега, исполнување на законот, Исус е таа љубов. Верувам ли во Исус? Ја имам ли таа љубов? 3.17. Слава ти Господи Исусе Христе, дали се всели во срцето Твое Негово? Дали се всели во срцето Твое, Исус, во срцата ваши? Ефесјаните 3.17. Дали се всели во срцето Твое, сотрудникот, ти во него и тој во тебе? А над се земете го штитот на верата со кој ќе можете да ги угаснете сите вжестени стрели на лукавиот. Дали верувам, Ефесјаните 7.16, дали верувам и му се доверувам во Исус Христос, се вера, претопување, родение во љубовта Исусова. Значи, тие само телесно, во правила, во доктрини, во канони, преповторуваат едно исто со години. Тоа покажува дека немаш дух. Не си спремен да предадеш, да оставиш се земно и да врвиш по Господ Исус Христос. Бидете примери кога страдате, драги мои. Прво Петрово 4.12-19. Нека не ве изненадува фактот што минувате низ огнени искушенија. Не баре нешто неочекувано ви се случува. Во светот ќе имате маки, вели Исус, но не бојте се. Јас го победив. Тоа е завршена работа светот. Радувајте се што преку страдањата се идентификувате со Христос, се поврзувате, бараш од него кога сум слаб, тогаш сум силен, затоа пак ќе се радувате и веселите кога ќе се открие неговата слава во мене внатре и јас заедно во еден дух. Ако ве навредуваат поради тоа што сте Христови следбеници, тоа треба да ве радува. Тоа е доказ дека величествениот Божји дух е во вас.
Срамота е ако некој од вас биде казнет за убиство, за кражба, за злосторство или за правење сплетки, зборува за христијани, но ако страдате поради тоа што сте христијани, што сте негови, што сте Исусови, што не отстапуваш, немојте да се срамите. Напротив, бидете му благодарни на таткото што го носите, им го покажувате преку личен пример Христовото име. Бог веќе почна да суди тоа најпрво меѓу своите следбеници. Ако ние христијаните сме судени, каков ли ќе им биде крајот на оние што и се противат на Божијата волја, на Божијата радосна вест? Кој си ти човек што се протиставиш на Бога? Ако праведните одвај се спасуваат, што ли ќе биде за безбожните и грешните? Царството Божјо се освојува на сила. Силата ја дава Исус Христос, тоа е силата на љубовта. Поради тоа, оние што страдаат, извршувајќи ја Божјата волја, нека му ги доверат душите своји на својот татко и Творец, Создател, Грнчарот, кој никогаш не изневерува, и нека продолжат да прават добро, да бидат со Исус во единство, каде што сум јас, вели Исус, тука е мојот слуга. Те сакам, Господи Исусе Христе, и денеска и довека. Остани во моето срце. Се што е од Исус нека остане кај секој еден од вас. Се што не е од Исус да си замени и да не се враќа повеќе. Во името на Господ Исус Христос сега го врзувам сатаната, секој демон што се нафрлил врз секој еден од вас, врз заедницата со Трудница и врз македонскава земја. Ги изгонувам во името на Господ Исус Христос, им забранувам да се вратат, го кршам секој небиблиски завет што е фрлен врз секој еден од нас. Во името на Семокниот Татко и Господ Исус Христос. Татко, во името Исусово, дојди во Македонија и помогни ни. Ја предавам Македонија во Твоја собственост, ја враќам, да дојдеш да ни помогнеш, да се скратат дните на страдање заради избраните. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во секое срце Исус. Амин, до Божјиот царство небесно. Амин. Прави и ти така, брати и пријателе, силата Исусова со вас. Издржам се, со тебе можам да победам се. Поведи ме, Исусе. Добро утро, татко мој, ме измиваш во духот Твој, ми го чистиш срцево, да се вселиш во него. Добро утро, Исусе, и денес врвам по Тебе, за секогаш во срцево, во Царство Божјо небесно. Со Тебе можам да направам се, со Тебе